Дали има докази дека вонземјаните ја посетиле земјата? Ќе се потрудам во наједноставен и најразбрилив начин да ви објаснам. Еве што излезе од сослушувањата во Американскиот конгрес за неидентификувани воздушни феномени, објавено на 20 мај 2022 година во 02 часот и 50 минути. Конгресот на Соединетите Американски држави неодамна одржа сослушување за информациите на американската влада кои се однесуваат на неидентификувани воздушни феномени, наречени УАП. Последната истрага од овој вид се случи пред повеќе од 50 години, под наводници, како дел од истрагата на американските воздухопловни сили, наречена проектот Сина книга, која ги испитуваше пријавените видувања на неидентификувани летачки објекти. Но зошто владите би биле заинтересирани за УАП? Една возбудлива линија на размислување дека УАП се вонземјански вселенски летала што ја посетуваат земјата. Тоа е концепт што привлекува големо внимание. Видете што се случува во областа 51. Нема сомнение дека се забележани необјаснети феномени, како на снимките добиени од пилотите на морнарицата и од многу други обични луѓе, на кои се прикажани брзо движечки воздушни објекти, но доказот за вонземјаните бара многу посуштински и директни докази, неверојатни докази, кои можат да бидат широко разгледани со помош и на алатките на науката. На крајот на краиштата, постоењето на живот на друго место во универзумот е фасцинантно прашање за науката и општеството. Значи, потрагата по вонземски живот е легитимна потрага и е предмет на истиот товар на докази што се однесува на целата наука. Јас верувам дека живот сигурно постои некаде меѓу трилиони планети во универзумот. Повеќе од 70 години астрономите скенираат радио или оптички сигнали од други цивилизации во потрага по вонземска интелигенција наречена SETI. Повеќето научници се уверени дека постои живот на многу од 300 милиони потенцијално погодни светови во галаксијата Млечен пат. Астрономите исто така мислат дека постои пристојна шанса некои животни форми да развијат интелигенција и технологија. Студијата за НЛО на Пентагон, предводено од истражувач кој верува во надприродното, на 29 јуни 2022 година изјави кога американската влада го објави многу очекуваниот извештај за НЛО пред една година, многумина беа збунети, што не можеа да објаснат 143 од 144 видувања, што ги испитуваа. Во единствениот затворен случај извештајот заклучи дека мистериозниот поднаводници објект е голем балон. Каде се вонземјаните? Гласеше еден наслов. Веста доаѓа во услови на наплив на институционален интерес за НЛО. Минатиот месец НАСА соопшти дека ќе финансира пилотска студија за НЛО неколку месеци откако Конгресот му нареди на Пентагон да постави канцеларија за НЛО и да изготвува годишни извештаи. Во меѓувреме, Ави Лоеб, добро ценет астрофизичар од Универзитетот Харвард, собра милиони долари за проектот Галилео, кој ќе го скенира небото за НЛО. Лоеб привлече критики за неговата подготвеност да работи со ревносните верници на НЛО. Минатиот месец Лоеб и Тейлор се појавија заедно на симпозиум за откривање на НЛО во Јута, каде што разгледуваа и дискутираа за различни видеа за НЛО. Астрофизичар и психолог ги изложува предизвиците за комуникација со суштества кои можеби се многу попаметни од нас и не го споделуваат нашиот концептуален систем. Во филмот на Стивен Спилберг од 1977 година Блиски средби од Тредвид, вонземјаните комуницираа со луѓето преку привлечна секвенца од 5 ноти. Во блокбастерот на Спилберг од 1982 година, Ед, минијатурен вонземјанин, учи основен англиски јазик од детско ТВ шоу. Во филмот Пристигнување од 2016 година, посетителите користат пиктограми за да се разберат со американските научници кои користат табли со зборови. Но што навистина би се случило доколку воспоставиме директен контакт со вонземски вид, како би ја препознале или интерпретирале нивната интелигенција и што би рекле? Тоа беа само дел од прашањата за кои се дискутираше за време на широкиот разговор. Скептицизам за НЛО и средби со вонземјани. Научниците и астрономите изразуваат различни степени на ентузијазам за можноста за интелигентен живот во универзумот. Сепак некои од научниците генерално ја отфрлаат идејата дека има вонземјани кои ја посетуваат земјата.
Скептицизмот и шпекулативната имагинација се појавуваат како две половини од целината. Неопходно е да се забавуваат и истражуваат нови идеи, колку и да се чудни, а во исто време да се тестира и да се оценува валидноста на тие идеи. Дали сме сами во универзумот и ако не, зошто вонземјаните се уште не стапиле во контакт со нас? Или пак стапиле во контакт, а сепак вешто се крие од обичните луѓе? Може би тие сакаат, а ние едноставно не го дозволуваме тоа. Дали сме подготвени за контакт? Луѓето бараат вонземски живот повеќе од еден век. Што ќе правиме кога ќе го најдеме? Колку што знаеме, ние сме сами во универзумот и таа сама помисла е малку чудна. Земјата е единствената планета за која се знае дека е населена со живот, а луѓето се единствените интелигентни суштества. Се разбира, има гласини за контакт со вонземјани. Тука е областа 51 на воздухопловните сили во Невада, каде што владата чува вонземјани. И таму беше тоа мистериозно слетување во Розвел, Ново Мексико во 1947 година, а тука се и осакатените крави во Колорадо. Во една неодамнешна анкета, секој втори американец рече дека верува дека планетата веќе била посетена од вонземјани. Меѓутоа, за останатите од нас, вонземјаните се префрлени во доменот на фикција, а видувањата на НЛО се едноставно измами или настани кои имаат некакво непознато, но природно објаснување. Одамна луѓето се сомневаат дека може да има живот на други места. Што ако конечно откриеме дека не сме сами? Верували или не, има план и за тоа. Идејата дека би можело да има други суштества во универзумот постои уште од 5 век пред нашата ера, кога филозофот Демокрит поставил безброј светови со различни големини, од кои не сите биле лишени од живот. 400 години подоцна, римскиот поет Тит Лукрециј Карус напишал за други светови со различни племиња на луѓе и видови на диви ѕверови. Во 17 век германскиот астроном Јоханес Кеплер напишал за патување до месечината во кое патниците наишле на суштества слични на рептили. На крајот на тој век холандскиот математичар Кристијан Хейгенс напиша книга за условите на други планети и заклучи дека некои од нив мора да имаат живот. Насочувајќи го својот телескоп кон Марс во 1894 година, американскиот астроном Персивал Лоуел виде мрежа од она што тој мислеше дека се канали или наречени структури, толку елаборирани што можеле да бидат изградени само од суштества со интелигенција. Потенцијално културно влијание со вонземскиот контакт. За разгледување на можните ефекти врз човештвото од потенцијалниот иден вонземски контакт, културното влијание на вонземскиот контакт е корпус на промени во копнената наука, технологија, религија, политика и екосистеми кои произлегуваат од контакт со вонземска цивилизација. Овој концепт е тесно поврзан со потрагата по вонземска интелигенција наречена SETI, која се обидува да го лоцира интелигентниот живот наспроти анализата на импликациите од контактот со тој интелигентен живот. Потенцијалните промени од вонземскиот контакт би можеле да варираат во голема мера, по големина и тип врз основа на нивото на технолошки напредок во вонземската цивилизација, степенот на добронамерност или злонамерност и нивното меѓусебно разбирање меѓу неа и човештвото. Медиумот преку кој се контактира човештвото, било да е тоа електромагнетно зрачење, директна физичка интеракција, вонземски артефакт или на друг начин, исто така може да влијае на резултатите од контактот. Вклучувајќи ги овие фактори, создадени се различни системи за да се проценат импликациите од вонземскиот контакт. Импликациите од вонземски контакт, особено со технолошки супериорна цивилизација, честопати се споредуваат со две многу различни човечки култури на земјата, а историски преседан е колумбиската размена. Ваквите средби генерално доведоа до уништување на цивилизацијата која прима контакт, наспроти контакторот кој иницира контакт. Вонземскиот контакт е исто така аналоген на бројните средби меѓу нечовечки, домородни и инвазивни видови кои заземаат истата еколошка ниша. Доколку ви се допаѓаат вакви или било која друга тема, оставете коментар. И секако доколку ви се допаѓа каналот, оставете лайк, субскрајб и коментар. Фала ви многу за вашето одвоено време.